Градот Скопје е израснал врз бедемите на многу царства и империи, хранејќи се со правот од чекорите на милиони војни. Пиејќи од дамарите на различни култури и цивилизации, ја испишал својата богата историја. Токму овде, помеѓу Орце Николов и Ленинова, веќе 6 децении детскиот културен центар Карпош ширум ги отвора портите за сите генерации и го исцртува дрвото на успеси, кој како стар чинар ги распослал корените на секаде низ светот. Традицијата на еден народ е најважниот дел во опстојување на истиот. Македонскиот фолклор представува символ за спојување на минатото и сегашноста. Нашиот народ има долга историја, а кога не би бил фолклорот, не би можеле да ја доживееме истата. Детскиот културен центар Карпош веќе долги години широм ги отвора портите за сите генерации, а неговата фолклорна дејност нижи безброј успеси. Детскиот културен центар Карпош го организира слободното време на децата, така што она што е ненаметнато, а што е доброволно, е одличен избор за сите деца. Фолклорната дејност започнува во далечната 1947 година и се нарекува играорна група, за да во далечната 67 година преминува во фолклорна секција. Во оваа фолклорна секција морам да ги споменам оние кои што за прв пат се занимаваат со подучување на фолклорот, а тоа се господинот Тофе Дракулевски, потоа Владо Дунимагловски, а во денешно време Снежана Балканска, која што е и првенец во националната установа танец. Основната мисија на Детскиот културен центар Карпош е да им ја долови важноста на традицијата на најмладата популација и уште од мали нозе да ги задои со културни вредности кои ја символизираат уникатноста на нашиот народ. Токму тоа е и нашата мисија, значи од мали нозе да ги научиме децата да ја засакаат традицијата преку фолклорот, преку изучување на народни песни, ора, постановки, стилизации, така што се надевам дека ние како детска установа, како детски културен центар, тоа им го овозможуваме да од мали нозе научат што е важно, која е вредноста на сето ова што го работиме ние, особено од аспект дека сме репрезенти на нашата држава, како во државата, така и надвор од неа, бидејќи со фолклорот вие знаете дека се патува, се учествува на многу меѓународни фолклорни детски фестивали и ние навистина можеме да се пофалиме и сме горди на нашите успеси кои што сме ги постигнале досега. Нашите дечиња досега имаат учествувано на многу меѓународни фолклорни детски фестивали. Ке споменам Јапонија, далечна земја, ке споменам во Европа, да речам сите држави каде што сме земале учество и сме освоиле навистина врвни резултати. Активноста на децата во фолклорната дејност нуди многу бенефити. Освен изучувањето на македонската традиција, нуди и развивање на одговорности, ширење познанства и многу понатамошни успеси. Од најмала возраст да се канализира правилно времето е полн погодок. Ако родителите ценат дека ова е вистинската работа со која што треба да се занимаваат нивните деца и слободно и креативно да го минуваат времето, јас повторно ќе потенцирам и ќе апелирам до сите оние заинтересирани родители, односно млади деца да дојдат и да бидат дел од фолклорната секција, бидејќи на еден несекојдневен начин ние им ја пренесуваме љубовта, различните ритмови, колоритноста на боите кои што ја имаат народната носија, која што била дел од облеката во минатото, значи сето тоа придонесува да ние ги заинтересираме и да бидат наши членови. На прашањето како е да се работи со најмладата популација, инструкторката Димовска Ленче ги долови сите емоции, чувствувајќи ја детската безрезервна љубов. Првенствено е задоволство кога салата е полна со деца, кога не можеш да ги смириш од тоа што секој на секого сака нешто да му каже. А на второ место ја ставам игрорната, бидејќи пред се тие тука се другарчиња, кои што времето го поминуваат заедно и израснуваат во едни големи
пријатели. Чест е, среќа е, радост е кога детето доаѓа и не знае која му е десна, која му е лева нога. Го учиш првенствено тоа, потоа го учиш како правилно да оди, да се држи, да се насмее, излегува на сцена и сето тоа што е работено во сала, го презентира пред публиката, пред родителите и на крајот сите задоволни. И после неколку години кога тоа дете си оди од најмалата група, бидејќи малите се најмногу 2 до 3 години почетници, кога ќе замине во поголемата група, се осеќаш горд дека твоето дело, односно детето кое што е создадено во поголем играорец, представува еден од солистите, дај Боже, понатака да станат дели од Националната установа Танец, каде што ќе бидат професионални играорци и пејачи. Детскиот културен центар Карпош како културно-образовна институција го организира слободното време на децата во духот на македонската традиција. Тоа е место каде од најрана возраст се градат вредности, смисла за солидарност и хуманост, со што се рушат границите и се отвараат патиштата за реализирање на безграничните детски соништа.